Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Екипите на општина Карпош задолжени за одржување на јавната чистота во координација со јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје вчера во вечерните часови реализира акција за темелно расчистување на комуналниот смет на повеќе локации во населбата Бардовци. Акцијата била спроведена како дел од континуираните напори на локалната самоуправа за подобрување на јавната хигиена и создавање почиста и поздрава животна средина за граѓаните. Екипите интервенирале на неколку критични точки каде што биле евидентирани и поголеми количини отпад, при што бил отстранет насобран комунален смет и расчистени јавните површини. Од општина Карпош преку социјалните мрежи информираат дека станува збор за координирана акција меѓу двете комунални служби, кои во изминатиот период повеќе пати успешно соработувале. Ваквата координација, како што посочуваат, овозможува побрза и поефикасна интервенција на терен, особено во делови каде што е потребна засилена динамика на чистење. Надлежните најавуваат дека ваквите активности ќе продолжат и во наредниот период, при што екипите ќе работат со ист интензитет на повеќе локации низ општината. Целта е одржување на континуитет во грижата за јавната чистота, но и подигнување на свеста кај граѓаните за правилно одлагање на отпадот. Од општината упатуваат апел до жителите да придонесат кон зачувување на чистата околина со почитување на правилата за јавна хигиена. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека денеска заедно со дечињата од градинката Росица и заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски реализирале символична акција за засадување цвеќиња по повод доаѓањето на пролетта. Настанот се одржал во пријатна атмосфера, при што најмладите активно учествувале во разубавувањето на просторот, испраќајќи порака за значењето на грижата за природата уште од најрана возраст. Според Стојковски, ваквите активности имаат за цел да ја поттикнат еколошката свест кај децата и да ги вклучат во создавање на поздрава животна средина. Со дечињата од градинката Росица заедно со заменик министерот Велковски денес не засадивме само цвеќиња, засадивме љубов, грижа и вредности. Нивните мали раце покажаа колку големи работи можат да создадат, напиша Стојковски во објава на социјалните мрежи. Тој додаде дека децата се иднината на општеството и дека токму преку ваквите примери се гради свеста за заштита и негување на природата. Од општината посочуваат дека ќе продолжат со активности кои ја промовираат екологијата и вклученоста на младите во заедницата. Вчера полициски службеници од СВР Скопје го пронајдоа лицето СБ од Скопје, кој пред 2 дена со возило удрил во малолетно девојче во скопската населба Капиштец и потоа го напуштил местото на настанот. Настанот бил пријавен на 16 март оваа година во 16 часот и 10 минути, кога од ургентниот центар при комплексот клиники Мајка Тереза било известено дека кај нив е донесена 11 годишна малолетничка со тешки телесни повреди. Според информациите, сообраќајната несреќа се случила околу 13 часот и 20 минути на крстосницата меѓу улиците Васил Ѓорѓов и сервисната улица со булеварот Народен фронт, каде патничко возило удрило во девојчето, пошто возачот го напуштил местото без да укаже помош. Против осомничениот ќе биде поднесена кривична пријава за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода, соопштуваат надлежните органи. 41-годишен скопјанец вчера бил лишен од слобода на подрачјето на општина Ѓорче Петров поради агресивно однесување кон вработени во меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје, како и поради упатување закани кон неговата сопруга со која е во бракоразводна постапка. Според полицискиот билтен, инцидентот се случил околу 9 часот во просториите на установата, каде осомничениот БА 41 година се однесувал агресивно кон вработените и упатувал закани кон својата 33 годишна сопруга. Полициски службеници од СВР Скопје го привеле лицето во 16 часот истиот ден, постапувајќи по претходна пријава за настанот. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Општина Илинден започна со поставување на прв асфалтен слој на улицата 11 во населеното место Кадино, како дел од активностите за унапредување на локалната патна инфраструктура. Од општината информира дека градежните работи се одвиваат со засилено темпо, при што во моментов се работи на вториот дел од улицата 11. Делницата опфаќа околу 500 метри должина и широчина од 5,5 метри. Покрај реконструкцијата на коловозот предвидена е изградба на нов тротоар со широчина од 1,5 метри, со што значително ќе се подобрат условите за движење и безбедноста на учесниците во сообраќајот. Градоначалникот на општината Александар Ѓоргиевски изврши увид на терен и истакна дека реконструкцијата на улицата 11 во Кадино се реализира континуирано и со засилена динамика. Според него, заедно со претходно санираниот дел, обновената делница достигнува околу 720 метри. Проектот се реализира со средства од буџетот на општина Илинден, што, како што наведуваат оттаму, представува показател за континуираната посветеност кон модернизација и подобрување на локалната инфраструктура. Од општината посочуваат дека со ваквите активности продолжуваат напорите за создавање подобри услови за живење, рамномерен развој и современо уредување на сите населени места. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека продолжуваат активностите за целосна реконструкција на улиците на територија на општината, со нови инфраструктурни зафати во населеното место Бел Камен. Како што истакна Костовски, во Бел Камен се асфалтирани 4 нови улици, со што значително се подобрува пристапот и движењето на жителите во ова населено место. Во рамки на активностите во соработка со град Скопје е поставена и нова водоводна мрежа во должина од околу 610 метри. Според градоначалникот, со реализираните зафати се овозможува поквалитетно водоснабдување и непречен проток на чиста вода за пиење до домаќинствата, што директно придонесува за подобрување на условите за живот на граѓаните. Костовски нагласи дека продолжуваат активностите за инфраструктурни проекти, како дел од пошироките напори на општина Бутел за надминување на постоечките проблеми и унапредување на квалитетот на живење во сите населени места во општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ќе ја